Има ли според вас надеж за спас на Преспа? Апсолутно, не ни помислувам на ништо друго. Она што го викаме јавна свест, она што треба да тргнеме најпрви од себе, го имаме како сериозен проблем. Најголемиот проект на нашиот регион е регионалната депонија и да, влеземе со селекција на отпадот и со транспорт во регионалната депонија, што перспективно гледано е иднината на зачувување не само на Преспа, на цела држава, но за зачувување на животната средина. Набавивме 2300 канти во моментот кои ќе бидат поделени по домаќинствата. Редовно се собира отпадот, исклучоци еднаш или два пати во годината, дали биле по основ на дефект на возило или човечки фактор, без разлика, али генерално функционира во оделот на собирање на отпад. Ние сме многу специфична територија, ако заиме по популација сме помали, ама по површина можеби сме поголеми од цело Скопје. Пристапот до депонијата не се наплаќа. Сега ако зборуваме за далечината за некој створил депонија, е едно оправдување, ама кога ќе видиме дека на 100 метра од градската депонија некој историја, дефинитивно е свеста или несвеста. Добре дојдовте. Сител подкаст преку Институтот за комуникацијски студии е дел од кампањата Преспа разбуди се за чиста средина. Преку овие разговори ќе се обидеме да ја кренеме јавната свест, меѓутоа и да одговориме на прашањата што ја гуши Преспа. За тоа денеска во студиото ќе ми помогне градоначалникот на општината Ресен, Јован Тозиевски. Господин Тозиевски, добре дојдовте. Добре ве најдов. Ви благодарам на можноста да присуствувам на вашиот подкаст. Градоначалник, направивме еден документарен филм што ја гуши Преспа и бевме изненадени од многу работи кои што ги видовме на терен, но да започнеме со вашата перцепција како градоначалник. Колку е сериозен проблемот со отпадот во општината Ресен? Сериозен е не само во Преспа, генерално во цела држава, но спецификите на Преспа и обивените на Преспа, бидејќи имаме два национални парка, имаме Преспанското езеро, паркот на природата, чист воздух, би требало да биде на едно многу повисоко ниво. Стреќа или не стреќа, не знам, ние неаме некои големи загадувачи на територијата на Преспа, но во секој случај, она што го викаме јавна свест, она што треба да тргнеме најпрви од себе, го имаме како сериозен проблем и се разбира, проблемите се за да ги решаваме и преку, како што кажавте, за чиста Преспа, преку соработка со Европската унија, имплементаторите UNDP, невладините организации, општината, почнуваме еден проект за расчистување. Ние детектиравме некаде околу 37, 40, ајде да речам, диви депонии, каде што првиот повик, ако не грешам, веќе е во објавен, во тек за избор на фирма која ќе постапува на тие депонии и понатака, после расчистувањето, да кажем, на теренот, тие места да се оплеменат, дали било со детски паркови, дали со парк, со купи и слично, за да ја подигнеме јавната свест и тие, така да кажам, навики на места за фрлање на тој отпад да ги искорениме од населението. Исто така продолжуваат и дел од невладините кои учествуваат во проектот. Полека да го добиеме навистина сјајот што го заслужуваме, а понатака општината како институционално ќе постапува и со мониторирање на просторот, значи дали со снимање со зор. Очекуваме дека во иднина, знаете, законот за локална, дека комуналната полиција која ќе постапува во нашиот случај може да најголемиот дел ќе биде во дивите депонии и полека да ја креваме свеста. Сега понатака продолжуваме да се адаптираме и нашите проекти и од Европската унија, но и националните проекти. Во проектот на да кажам најголемиот проект на нашиот регион, тоа е регионалната депонија и да влеземе со селекција на отпадот и со транспорт во регионалната депонија, што
перспективно гледано е иднината на зачувување не само на Преспа, туку на цела држава, за зачувување на животната средина, и за тој дел сме спремни. Се надевам дека за многу скоро ќе ги видиме и првите чекори резултати. Началник, сега ги споменавте дивите депонии покрај Преспанското езеро. Снимајќи го документарниот филм на терен, бевме сведоци како локалното население, ајде да кажем, каде ќе стигне го истура отпадот кој што го isfрлаат од своите домови. Свесни се за тоа, свесни се оние кои што редовно живеат во Преспа. Меѓутоа, сакам да ве прашам, каде според вас е проблемот? Дали проблемот е само во свеста или можеби проблемот е и во начинот на функционирањето на јавното комунално претпријатие? Како функционира јавното комунално претпријатие? Има доволно капацитети, на време го собира отпадот? Да, ние во проектот јавното претпријатие го надградивме со две нови специјални возила за одлагање на отпад, покрај тие што ги имавме и од претходно. Имавме една австрийска донација. Набавивме 2300 канти во моментот, кои ќе бидат поделени по домаќинствата. Редовно се собира отпадот. Исклучоци еднаш или два пати во годината, дали биле по основ на дефект на возило или човечки фактор, без разлика, али во генерално функционира во делот на собирање на отпад. Ние сме многу специфична територија, ако заеме по популација сме помали, ама по површина можеби сме поголеми од цело Скопје. И сега од точка А од депонијата до последното село 40 км само во еден правец. Но успеваме, снаоѓаме и секогаш услугата е навремено тадена. Имаме и некои потешкоти во летниот период, но добро се снаоѓаме. Подпишано имаме договори со скоро сите колективни постапувачи во државата, од стакло, хартија, електронски отпад и слично. Но има еден дел каде што и граѓаните не го користат, она што е два пати годишно им следи да се обратат во јавното претпријатие за да им се подигни поголем градежен шут и слично, но не се случило до сега. Направи функционален чекор. Јавната депонија, значи пристапот до депонијата не се наплаќа. Сега, ако зборуваме за далечината за некој створил депонија, е едно оправдување, ама кога ќе видиме дека на 100 метра од градската депонија некој историја, дефинитивно е свеста или несвеста. Така, градоначалник, споменав дека на терен разговаравме со локалното население. Ќе слушнеме едно парче тонско од нив во кое што тие алармираат за ситуацијата со канализационата мрежа, па ќе го искоментираме и овој дел. Многу треба расте. Може да видите колку има треба. Тоа дали се должи на ѓубривата што се ѓубрат овощарниците, а веројатно има и од пестициди и последици има, сигурно, дека многу се прска овощарниците. Имаат ли селата канализација? Селата, сите села немаат канализација, некои села и градот Ресен има, да. Има тие села на северната страна. А овие села ваму, ода сама типа до граница, само има едно село натаму, се вика село Наколец. И другите села немат. Се снаоѓа со септички јами, не знам што. Има канализациона мрежа, ама по кои причини се стопира, се направи во селото, а по кои причини се стопира, не знам. И остана така. Не се изгради колектор и луѓето не се поврзани на канализација. Отпадните води одат во реката, во Наколец, се направи канализација, се направи колектор. Ако има капацитет, тој колектор може да се поврзе од ова село, во тој колектор да се поврзе канализацијата и да се... Еден дел од канализацијата функционира. Значи, поврзани сме со мрежата. Се, тој отпаден дел од водата, пак
За стрека, викам, што од една страна то не е баш така, што не течи во реката отпадна вода, затоа што нема население. Кога би имало сите овие куќи би били полни, би било катастрофа тоа ако нема пречистителна станица. Градоначалник, еве ги слушнавме дел од жителите на вашата општина, велат дека не сите имаат канализација. Во кој дел од општината или колкав процент е покриен со канализациона мрежа? Да, па можам да зборувам на балансот пола-пола. На најчесто селата што гравитираат околу постечкиот колекторски систем се покриени и градот, но во проектот ЕУ за Преспа ние веќе да речам отпочнавме, а дел половично и завршивме од проектите за канализација. За во моментов ние работаме на вкупно 7 канализации, од кои еве са пред, да кажам, скоро 2 недели отпочнаа 3 нови канализации, баш на делот каде што видовме на езерото, во тие села, и ние ќе градиме канализации во Долно Дупени, во Крани Арвати, во Брајчино. Имаме и сопствени средства за понатака да го решиме и проблемот во Љубојно, што беше спомнат за тој половичен дел од селото. Завршивме со примарната мрежа во Сливница. Одам хронолошки, покрај ЕУ за Преспа имаме и проекти со животната средина, каде што очекувам дека за скоро ќе биде истенериран цевководот од главниот колектор до селата Ганчари и Подмочани, па да продолжиме со мрежата. Ја завршивме и пречистителната и примарната мрежа во Перово, во Стење, со сопствени средства и со интервенција од животна средина. Исто продолжуваме на еден дел од селото Јанковец ова што ви зборувам се веќе или отпочнати или завршени тендерски постапки, значи да сублимирам, постапки или отпочнати или веќе на самиот крај, денови се во прашање на отпочнување на постапките. Покрај тоа ќе имаме и за сите тие и прочистителни станици. Во проектот ЕУ за Преспа не остануваат уште неколку села кои што перспективно во иднина продолжуваме. Знаете, кога ќе дојдат машините, тоа е последниот дел и најлесниот, но оној период на проектирање и подготовка и во тој дел не заостануваме. Завршени сме со сите села. Сега веќе имаме и повеќе можности и национални и прекогранични. Се надеваме и на идна соработка. Не се надеваме, туку и така водат сите настани што ги имаме досега со Европската унија дека во смисла на добро завршен проект дека ќе продолжиме и понатака да соработуваме со нив. Можности многу и се надевам дека еве за овој мандат од тука дека понатака дека скоро и да нема да има населено место во Преспа каде што нема интервенција на канализациониот систем и да го затвориме. Жалосно е што ние тоа што го имаме, а имаме меѓу првите во државата прочистителна станица, во тогашни услови е проектирана на еквивалентот околу 15.000 жители, а ние сега сме вкупно во цела Преспа. Толку, тоа е пожалостниот дел, но капацитетите на таа прочистителна ние мора повеќе да ги искористиме и тоа што во минатото, почнувам од 70-тите години навака било скокнато од не знам какви причини да биде реализирано. Исто така сме согласни и да реагираме и на главната притока на Преспанското езеро, на голема река, со прочистителна станица на индустриската зона во Преспа, која што исто така не е поврзана барем не цела на колекторскиот систем.
за комплетно да имаме една, навистина, живееме во едно модерно време, овие постапки жалосно што сега ги решаваме, но мораме еднаш да ги решиме. Не се лесни, еден од најтешките зафати е овој дел, но се нафативме, за среќа, еве и успеавме да го реализираме. Финализирањето на овие капацитети ќе значи многу за подобрување на квалитетот на водата во Преспанското езеро пред се. Тој квалитет го мониторира мерната станица во Стења, бевме таму, разговаравме со нив, ќе ги слушнеме и нивните препораки. Нашите препораки се за изградба на пречистителни станици, подигање на јавната свест на самото население, за намалување на фрлањето на цврст отпад, биоразградливи материи и сето останато за да можеме да го следиме намалувањето на антропогеното влијание, бидејќи многу полесно тогаш ќе го видиме самиот ефект од нашата грижа за реките, а со тоа и за Преспанското езеро. Делуваат како да ја губиме убавината на Преспа, која што некои претходни генерација паметат побаво отколку ние помладите, би рекла, генерации. Меѓутоа, се може повторно да се разубави. Мораме да ја подигнеме јавната свест за цврстиот отпад, бидејќи не е само едно фрлено ливче, нема да има некакво влијание. Секој отпад влијае на различен начин врз животната средина. Дали станува збор за почви, води, амбиентален воздух, сето тоа има влијание врз животната средина директно влијае на нашето здравје. Градоначалник, ова се препораките, генерално се однесуваат на подигнување на јавната свест, но кога зборуваме за загадувачите, вие рековте на почетокот немаме многу големи загадувачи. Кој според вас е најголемиот загадувач? Индустријата, земјоделието или граѓаните? Во ваква ситуација најголем загадувач во нашите услови, јас би рекол дека е природата. Бидејќи она што знаете како еколошка катастрофа што се случува во Преспа, жалосно се трудиме, еве една од мерките е оваа што ја зборуваме, со чиста и прочистена вода е една притока плюс за Преспанското езеро и сите останати чинители понатака си завземаат дел од сето ова. Јавната свест мораме да ја подигаме на највисоко ниво. Како што кажавте, ние го мониторираме и ја мониторираме постојано водата на Преспанското езеро. Не сме дошли до некои премногу негативни, и тоа е во циклуси и во периоди. Не сум премногу стручен за да тврдам и за да кажам што се случувало, но секој фактор помалце влијае на загадувањето. Немаме спомна во тој дел таа тешка индустрија каде што ниту па гледам во иднина дека би имало. Генерално кај нас е кондиторска индустрија, значи производство на концентрат, преработка на јаболката, сето тоа природни материјали, немаме некои метални индустрии или хемиски индустрии и слично за да го загадат езерото, а и нема ни во соседните држави. Ни во Грција, ни во Албанија, каде што би можело исто да влијаат, бидејќи тие се важни. Тука сакам да спомнам дека ете за прв пат имаме и подпишани меморандуми за соработка меѓу трите држави, трите локални самоуправи и трите релевантни министерства. Оствариве некако меѓу 4 општини како плански регион меѓу државите за борба за спасување на Преспанското езеро и заштита на водата во Преспанското езеро, и имаме успех. И исто така на сето ова се надржува и Рамсарската конвенција која ги прави студиите за да видиме што се случува со Преспанското езеро и кое би било решението. Она што кажав, јавната свест, човечкиот фактор секогаш мора да бидат. Јавната свест важи и за ако имаме стопанска гранка, но и за индивидуално, за секој поединечно. Ние имаме што да чуваме, нашето е на вистина, природата не се штедела тука премногу убавини
и мораме најпрво да се сватиме самите дека тоа е наше и мора да го заштитиме. А понатака да продолжиме дека е и национална, е и европска, но и светска одговорност, бидејќи цената на еколошката катастрофа нема цена и Преспанското езеро не е само на Преспа, го делиме 3 држави и мораме сите заеднички да најпрвин свеста, па после да работиме на изнаоѓањата на квалитетни решенија. Ние, како општина, нашите моки се ограничени, но во добра комуникација и соработка со Министерството и со националните институции, мораме да ги решаваме и тие проблеми. Началник, многу често се зборува за отпадот од земјоделието, од гледувачите на јаболка, од земјоделците. Што се случува со компостарата? За жал, компостарата еден подолг период не работи. Сега веќе имаме активен проект прекограничен со Грција, мислам одобрен, за скоро што би требало да се реализира и да почнеме со рестартирање на компостарата. Таа своевремено беше авангарда сама за себе, бидејќи беше јас се сеќавам дека стигнавме до финален производ од компостарата, пакован компост и навистина една добра приказна што мора да ја вратиме во функција, но да го изградиш мора да го рестартираш навистина. Но ми дава мотив последниот проект што го добивме. Во истиот тој проект, поврзан, како што кажавте, така се и детектирани проблемите и специјално возило за собирање на отпадот од пестициди. Но, моje лично мислење, отпадот од пестициди сега е регулиран во некои рамки, но за да заживее, да биде баш не само за Преспа, зборувам за ние сме аграрна земја, колективните постапувачи заедно во соработка со агрономите и со продавачите на пестициди и земјоделците мора да го воспостават тој систем. Значи секоја паковка што ќе се продаде на наредното купување да мора да биде вратена назад, а колективниот постапувач со специјални возила да ги собира, бидејќи ние имаме само едно место за третирање на отпад од пестициди, тоа е на депонијата Дризла за цела држава, и колективен постапувач што би постапувал со тој отпад така. Дека имаме некој во последниве години и во тој дел се намалува загадувањето, во секој случај свеста зборувам дека остануваат како фактор, бидејќи во последните години имавме лоши години за јаболкото и третирањето беше намалено, но не значи дека утре нема да биде подобро. Имавме пунктови за одлагање на отпад од пестициди, но мислам дека од 2009 или 10 година отприлика, но не заживеа да ја имат правата функција, бидејќи тие се иницијатор од друга страна на создавање на диви депонии. Секаков отпад има, отпад од пестициди нема околу нив, и мислам дека единственото решение за отпадот со пестициди е на овој начин да имаме една мрежа на собирање контролирано и одлагање на правото место каде што треба. Додека се чека регионалната депонија, какви се вашите планови за справувањето со другиот отпад, освен со ова компостара која што би функционирала за органскиот отпад? Селекцијата ќе ставам на прво место, бидејќи мораме да почнеме да селектираме, бидејќи така е и замислата на регионалната депонија, таму се наплаќа по тони, ако ние немаме свест да селектираме и да пакуваме и слично отпад, таа тонажа економски ќе биде неиздржлива и неисплатлива за нас. Тоа е првиот чекор, но имаме уште еден проект кој што сега го работиме на уште еден дел за преработка на цврст отпад или оној градежен шут што го викаме, каде што со таа преработка ние би дошле до еден полупроизвод што би можеле да го искористиме во
во иднина, како што ви кажав, борбата со дивите депонии ја почнуваме на овој начин, со оплеменување, со мониторирање и со санкционирање на крајот ако биде неизбежно, што како мерка и како човек и како градоначалник ми е најнеприфатлива, најдобро е кога се разбираме со збор. И полека да навлеземе во тој процес. Зборувам дека селекцијата на отпадот секаде во светот се покажала како најдобра мерка за справување. Ако земеме дека селекцијата на отпадот ќе има економски бенефит дури за секое семејство. Да бидам, ајде пластично да кажам, ако не го раздвоите отпадот, цената е таа, ама ако го раздвоите, зборувам за пластиката, за хартијата, за другиот отпад, секој ќе си биде вреднуван и цената на подигањето за секое домаќинство ќе биде поразлична. Мислам, како мотив за граѓаните да селектираат, еден од мотивите е и тој. Значи, јавните предпријатија во ваква функција, каква што сте, функционираат на работна на одржливост само за услугата да биде достапна на сите и да не се ствараат овие диви депонии. Се надевам дека ќе имаме во тој дел успех, исто и во делот и на компостарата и на цврстиот отпад со регионалната депонија ќе имаме една комплетна слика на функционирање на една модерна депонија и едно модерно, да речам, менаџирање со отпадот како во развиените европски земји. Големи планови кои што значат дека би имало решение за отпадот во Преспа. Има ли според вас надеж за спас на Преспа? Апсолутно, не ни помислувам на ништо друго. Преспа и денес, ние имаме 3 национални парка во државата, 2 се во Преспа, 3 езера, едно е во Преспа, 2 гранични премини, паркот на природата езерени, воздухот е уникатен, навистина имаме проблем со климатските промени, со водостојот на Преспанското езеро. Не мислам дека е нерешлив, но е вистина преголем залог за локалната и затоа не би можел да навлегувам повеќе од она што го знам во тој дел. Апсолутно дека има надеж. Преспа била, ако земеме историски, последната македонска монархија, па не може Преспа утре да ја немаме. Сигурно дека ќе биде. Градоначалник, ви посакувам многу успех и ви благодарам за гостувањето во Сител подкаст. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас.